Но мислам дека има еден многу друг клучен момент што може би е исто така фактор за тоа некој си, да речеме, здружување на возачите и поддржување еден со друг, а тоа е заедничкиот непријател кој што полека но сигурно почнува да станува Дорна. Ничо, добре дојде, добро се најдовме, од кај ќе почнеме? Колега Булдиовски, да почнеме од најинтересната трка викендов. Која беше според тебе најинтересната трка викендов? Убедливо најинтересна трка беше Aragon World Superbike. Сабота, Race Која? 1. Првата трка. Race 1? Да. Зошто Race 1? Дека победи ја, но не? Но не, имаше толку измени на лидерска позиција да не може више да пратам едно време. Не знаеш што се дешава. Moto3 беше, буквално беше Moto3. Па ете, ако си пропуштил да гледаш Moto3, да е. Само поголемо пакување со 200 кусур конјски машини кои што, како рече ти, возат со некои времења чудни. Значи вака сега. За Елаборирајте да. За мене хајлайт на викендот беше и покрај тоа што да пристигнувањата во првата трка на Супербајк во Арагон беа лудница и како ти кажам, ама тоа го очекуваш од Супербајк во голема мера. Мислам, не дека не го очекуваш, така да не ти доаѓа како шок, не знам колку голем. Иако не беше случај толку многу често оваа сезона, ама не ти доаѓа како шок. Она што ми дојде како шок беше спринтот во Арагон следниот ден. Мајсторе, каква трка беше тоа! Како излезе Топрак и рече ја овде ќе победам, ја овде морам да победам. Значи ништо друго не беше важно. Топрак возеше и значи ништо друго не, ај што кажуваше дека ништо друго не му е важно, него де факто типот на патека се гледаше како се однесува позиција на тело, агресивност на возење, буквално вриштеше на сите страни. Ја овде само сакам да победам и ништо друго не ме интересира. Да, мене ми беше некоја реприза, не него, ама она ти што ја што го кажа као енергија, као појава, као настап и така натаму на Роси во златните времиња, кога му се плашеа сите од сенката, знаеш, кога ќе дојде, кога ќе излезе од гаража и знаеш дека ќе биде нешто, ќе се дешава нешто. И така излезе, така го отвори викендот со првиот тренинг, фактички најбрз беше на тренингот после оној ужасен пад во Франција, ударот во заштитната ограда и онака после две трки пауза, 2 викенди ги пропушти буквално, се враќа и поставува најбрзо време, да. Види, се врати, постави најбрзо време, нормално беше екстра конкурентен, заврши 3 пати на второ место, ако не се лажам. Да, точно така. Она што го направи спринтот лудило уште поголемо, на страна поминувањата, борбите и се, беше последните 2 круга, 3 на Баутиста и поминувањето на Топрак, значи се најаши во моментов, како тоа изгледаше, каква трка беше, значи, од кај го извади тоа Баутиста и сам не знаеше да каже. Баш беше голем камбек на Баутиста, после тешка сезона, почна со повреди, па не можеше да се навикне нели на новите правила со некоја екстра тежина, вози и така натаму. Од друга страна, Топрак газеше све пред себе у меѓувреме и ова му доја као мелем на рана, извади нешто што јас не очекував до последните 2-3 круга, дека може он. Мисля дека Булега и Топрак ќе завршат работата, уствари дека Топрак ќе излезе као победник, ама не зезна Малиев скроз. Па добро, Малиот да, ама 39 години, мислам кој ќе го земеш и тоа предвид на колку години како вози. Да, ама се уште си фарба коса у Ѓеѓакова, така да за мене се уште. Добро, тоа беше екстра мотивација и приказка. Да. Како и да е, значи неверојатно добар викенд во Арагон. Она што го прави овој наш муабет да почне и да се фокусира исклучиво на Супербајк на самиот старт и покрај тоа што имаше MotoGP викенд паралелно во Индонезија, е всушност фактот кој што го спомнаа некој од коментаторите на Евроспорт, односно Discovery Plus сега, кај што гледав јас трки,
дека времињата кои што ги поставуваат супербајк моторите во трка се исклучително блиски до времињата што ги поставуваат MotoGP во трка. Да. И кажа некоја неверојатна бројка која што буквално морав да ја проверам, морав да расчепкам по тие PDF-и со статистики, со бројки, со чуда врагови, со све живо и диво, и синоќа у 11 сат седнав и кликав, пустев, правев еден извештај, друг извештај, ваков, таков, онаков, за да се уверам од повеќе извори, од повеќе на повеќе различни места дека се апдейтирани сите информации со 2024 со Арагон сега, Супербајк Арагон пред неколку недели, MotoGP. И на крај испадна дека во трка 200 е разликата на најбрзиот круг. MotoGP со Супербајк. Да. Значи 200. Надвор од трка дури не е ни пол позиција, Маркец има направено некој 45-2 секунди побрз круг, што е необјаснимо како го направил, пошто не е нити борба за пол, не е нити во трка, не е нити квалификации. За квалификација 2 секунди поспоро времето. И многу ми е чудно тоа 1.45 од кај испаднало на Маркес тоа време, ама тоа стои официјално до 2024 година. А за пол позиција е некои 4-500 разлика од Супербајк, помеѓу MotoGP и Супербајк, во трка е буквално 200. И тоа што е најинтересно, во трка сега Арагон, најбрзиот круг будалиот Баутиста го направи предпоследен или последен круг, нешто така беше. Мислам дека не беше последен, а беше предпоследен круг. Значи на уништена гума на третата трка, значи на втората трка на целата. Баутиста својот најбрз круг не беше вкупно најбрзиот круг за викендот, меѓутоа својот најбрз круг го направи во последниот и тоа беше 38-1 нешто, што е во суштина 200 разлика од најбрзиот круг поставен на патеката овој викенд во трка. И сега прашањето се наметнува, драма околу гуми, драма околу притисок, како се викува, на крилца лево, крилца десно, крилца позади, крилца на свингармови, не знам, податоци вакви, податоци такви, искачаат бацинјава со фабрички, добро, не се скроз фабрички мотори, ама серијски мотори, кои што имаат две крилта од страна, кои што Ryan F9 ги исплюка дека на никого не му требаат, а при тоа заборави да каже во своето видео дека му им требаат за хомологација за утрка на Супербајк, ми е гајлен за на улица на кој му треба или на кој не му треба, и искачаат будаливе и прават времиња како што прават времиња. Значи, немам зборови. Ќе застанам тука, ќе те оставам да кажеш. Да објасниме зашто е тоа така. Ајде, повели. Добро, тоа за Fortnite, за коментарот за крилца е окей, затоа што никој не вози трка на улица, прво и основно никој не вози на нож мотор за да ги осети тие бенефити од крилцата и даунфорсот. Добро, можеш да излезеш на патека, луѓе посвети можеш, да. Можеш, ама и треба дека не возат. Да, ама треба да имаш under the belt, што викаат, илјадници кругови од 5 години па навака извозено, затоа што знаеш што се случува, како викаат, оние последните 2 секунди, ти можеш да возиш, например, да излезеш, да си го земеш тој мотор, да го купиш и да вежбаш и да стигнеш до некој си време на 2-3 секунди подалеку од овие најдобрите, ама тие 2-3 секунди за да ги достигнеш, најверојатно треба многу повеќе од тоа да го направиш. И тука паѓа у вода неговото објаснување, окей, прави малце театар и он од своите подкасти, мислам, го ценам апсолутно многу мислењето. Се подкасти, видео, YouTube видео. Видео, YouTube, како и да се вика, да, влогови што и да се. Ама од друга страна знаеме дека може кај нас позери ги купуваат тие мотори кои што нема никаде да го извадат максимумот. Ја не би го извадил никад максимумот, зашто не сум обучен, нити стручен, нити вешт во тоа. Меѓутоа, тие што имаат пари да ги купат тие мотори, не се секогаш и баш највештите возачи. У тој правец мислам дека му беше видеото, ако ја така го разбрав, нема везе. Да. Времињата споредување со GP, особено оваа година, за мене не значат ништо, затоа што знаеш какви беа условите на оваа трка во Арагон, кога MotoGP настапува.
Мака Мача и на добрите и Пеко Бања и не знам кои, затоа што беше прашњава стазата, па нов асфалт, па преку ноќ заврна и така натаму. Сега беше баш сончев викенд, убав викенд беше и не можеш да ги споредуваш, треба да ги ставиш на стаза паралелно, а се случува некојаш на тренинзи пред сезона заедно да возат и тогаш се гледа очигледната разлика помеѓу машините. Ама далеку од тоа дека вложувањата во MotoGP се до толку големи за толку мали разлики. Значи, тоа е факт и затоа е за секоја почит Супербајк како првенство ја го следам па скоро исто колку MotoGP, ако не и подолго од времето на, не знам, на Карл, на Фогарти и Кили, Франческо и така натаму, тоа е пред добри 25-6 години. И секогаш им се воодушевувам, затоа што баш како што кажа, тие мотори можеш да ги купиш малте не плюс минус не знам колку 10% разлика, 15% од ова што го гледаме на стаза и да ги поседуваш и да ги возиш. MotoGP моторите не можеш да ги купиш. Тие се таму беше се на стаза и после се заклучуваат по фабриките, по музеите и така натаму, че тоа е невозможно, освен ако не си BMW па ги откупиш патентите на Сузуки. И не податоците или патентите ги. Па да, податоците, ама валјда со самото тоа и окей, да, податоците им се доволни, да. Јас не би ги споредувал од таа причина. Мајсториите што ги покажуваат си се башка муаве, тоа. Не е моментот дека јас ја викам, нели, може да се донесе заклучок, леле, исто се брзи, него го кажувам ово од аспект на тоа дека првенството Супербајк е неверојатно блиску, а од друга страна на некој начин, да не ме сватат луѓе погрешно сега, ама трките се далеко повозбудливи од MotoGP. Значи во аспект на борба, во аспект на поминување, во аспект на динамичност и сега не можам да кажам дека се предвидливи MotoGP трките, не се предвидливи. Не се, особено овој викенд. Значи, во ниеден случај не може да кажем дека се предвидливи, меѓутоа сме го дискутирале тоа многу повеќе пати. Овој тип на борба што го има во Супербајк, окей, доминираат и таму Дукати, меѓутоа имаш и BMW, имаш и Кавасаки, кој што, мислам, Лоус имаше несрекни падови и проблеми, меѓутоа еднакво добро се држи, нема тука дискусија. Еве ги Honda се враќаат во Супербајк малце во живите таму, меѓутоа за толку помалце пари, условно речено толку многу возбуда, стварно треба да се запраша MotoGP каде се идеме следно. Да. Па не, има, баш како што кажат, не знам каков израз да користам, dogfight има повише таму, еве, кажам некој странски термин, кој што баш отсликува, значи таму као кога имаш бокс со ракавици и имаш без ракавици. Они се баш така. Би ги споредил затоа што најверојатно помалце пари се вртат, грешките не се толку скапи во пари, не е толку напнато и така натаму. Фабрички тим на Дукати, например, во MotoGP, не знам кој е притисокот таму во гаража, нели сме виделе многу талентирани момци од Петручи, од Јаноне и така натаму кои што изгореле од притисокот. Они се сите супер брзи момци и така натаму, меѓутоа друг е левелот на настапување и на организација, на самата организација, на поставувањето на тимот, на вложувањето и така натаму. Аудите гледате меркан или одгоре собственик на Дукати. Друг е влогот, просто кажано. А вамо и атмосферата порастеретена, тоа го кажуваат оние кои што прешле од MotoGP во Супербајк, дека е сосема друга и атмосферата и во боксовите и така натаму и меѓу самите надпреварувачи. Мада видовме овој викенд, не и само овој викенд и прошлиот викенд, Мартини, Бастианини, како онака кул се поздравува после оној опасен маневар на Бастианини, ама има разлика дефинитивно. Категориите не се за споредба у тој дел, ама дека има интересни трки, апсолутно, зашо го почнавме муаветов, не се договаравме ние пред снимање со Супербајк да почнеме, па така. Али тоа ти доаѓа природно. Да, апсолутно. Мислам, инаку и мене делот од уживањето во снимањето на овие епизоди ми е токму тоа. Значи, буквално јас ти ќе го направивме овој муабет на суво, односно без камери вклучени,
Ама сега си го чуваме, си го пакуваме, дозираме што се ќе се искоментираме меѓу време за да може да го снимиме и нема план, нема договор, нема ништо. И едноставно нели како ќе тргне моето така седи. Ми се допаѓа овој муабет на таа атмосфера малце полабава, поопуштена, барем од надвор почнува така да изгледа и дека почнуваат повеќе да уживаат самите возачи дека не се под толку голем притисок, иако се под голем притисок да бидеме искрени. Апсолутно, Тамара. Меѓутоа, видов сега и за вчерашниот карамбол, Джек Милер што го направи, никој ништо посебно не се лути, не коментира, не прави нели некоја драма околу тоа. Минатата трка нели исто со Мартин, со Енеа и така натаму, немаше некои преголеми драми. Односно возачите прилично опуштено со многу пцовки кои ќе застанат пред телевизорот на како аренда шпански, италијански без никаков проблем. Си го прифаќа се тоа и го зборавме минатиот пат дека се играат веќе на своите јаки и познати, да речеме, слаби страни и се зезаат на таа тема. Верувам дека сега караванот како што се движи заедно 2-3 трки поред, уште повеќе ќе ги изближи возачите, пошто поминуваат уште повеќе време заедно, поинтензивно поминуваат време заедно, одсечени се од своите фамилии, ќе има малце повеќе, да речеме, условно речено, здружување, пошто нема што да прават, сапне дека нема што да прават, ама различно е. Повеќе време можеби ќе поминат на патека и околу патека. Но мислам дека има еден многу друг клучен момент што може би е исто така фактор за тоа некој си, да речеме, здружување на возачите и поддржување еден со друг, а тоа е заедничкиот непријател кој што полека но сигурно почнува да станува Дорна. Сакала или не сакала, со чудните толкување на своите чудни правила, Дорна стана главен актер овој викенд, од после трките стана главен актор. Некако ми се чини дека можеби и тоа им придонесува на возачите да се поддржат меѓу себе, затоа што имаат таму некој кој што демек се грижи за нив и де факто се грижи за нив, ама негде нешто промашува. Така. Да, се слагам, да, добра ти е забелешката и така би требало да функционира еден колектив, ајде да го кажеме, кој што треба да има здрава конкуренција, да не се колат и да не си прават сопки, ама од друга страна гледаш како се здружуваат против проблемот кој што е очигледен и кој што на сите им смета, ама некако не се наоѓа овакво решение. Сега да не се повторуваме гумите, нели, за тоа зборуваме за притисок во гумите и за тие казни и за почнуваме да гледаме и дупки во законот како се наоѓаат, ама факт е дека некако самите тимови и возачи си го створија тој проблем со она нетестирање на нови компоненти на Мишелин кои што им ги еве ви гума за 25-та, тестирајте ја пола сат тестови и толку, знаеш, и не се заинтересирани едноставно. Зборевме дека ги интересира наредниот викенд, ги интересира овој викенд, не ги интересира наредна година возачите, што би требало да и каже на Дорна да и даде една црвена сијаличка дека мора да крене рачна и да воведе задолжителни тестирања, толку, крај. Апсолутно да. Да. Инаку нема решение, ќе бидеме сведоци на лакардија, како претпоставам тоа сакаше да кажеш сега со Педро Коста моментов дека беше под истрага. Не само Педро Коста, на Кагами да. Под истрага, па одложена одлука, па донесена одлука, па пупу не се важи, па мислам Коста имал бандаж ваков таков му пуштал. Му дишал бандажот, да. Такви финти пред мало прават. Диваната му дишала. Дечко ти диши бандажот. Сега знаеш како се викаше на сиромав човек, жив ѓавол, овде не се сиромаш никој, ама пак кога имаш некои такви правила кај што се бесмислени, едноставно као овие аналитичари викаат никогаш не сме виделе дефектна гума предна. Значи проблемот со притисокот си го има Мишелин фактички, не сака да се избрука, да некој настрада заради не знам снижување на, да објасниме што е поентата уствари ако на некој нема јасно. Со понизок притисок имаш поголема нагазна површина, нели не премногу низок притисок. Меѓутоа пак имаш подобра точка на кочење, поголема површина за кочење, цела игра е во предната гума, барем некогаш беше. И сега сето тоа се шифта кон задната гума со тоа што некако се занемари развојот на предната гума, моторите дури целиот фокус го имаат кон задната гума заради сега што е постаро кокошката или јајцето, тоа е приказната, дали заради лоша гума се префрли фокусот или познат е Мишелин дека има
страшно добра задна гума. За споредба Бристон беше тотално спротивна ситуација и затоа во моментот кога се префрлија на Мишелин гледавме многу падови, значи ужасно се паѓаше многу затоа што неприродно им доаѓаше новиот распоред на силите помеѓу двете гуми и се уште тие последици ги гледаме сега зајакнати со Ride Height девајсите и со аеро крилцата, значи предната гума најмногу трпи во оваа ситуација, како кога брановите ги покриваат карпите, кога ќе се повлече водата, ќе се покаже не само карпите, него и ѓубрето. Сега во моментов тоа се дешава. Значи сега е на максимум стигната ситуацијава на најлошо и затоа мора да интервенираат, не сега него лани, да интервенираат со притисок во гуми, со казни за притисок во гуми, затоа што се случуваше злоупотреба. Значи ќе им кажат они, ве молиме, немајте испод овој притисок на гума да возите, затоа што може да се случи до деламинација, до распад на гумата и така натаму, ама нели тоа е поентата на тркачот да иде до максималната граница за да извлече најголем бенефит од целиот пакет. И сега се дешава тоа што се дешава, им кажува КТМ, тоест Газгаст, не е битно дека имале проблем со бандашот, дека од таму дишала гумата. Сега више влегуваме у зоните на конспирации, на теории. Имаше малоти кој стил златен бандаш, нека се го чуваат за слите следни трки без Да. Има свашта, да. Нека вози со истиот бандаш, ако остане, нека него менува. Ќе си порачат. Да, сега други сите ќе бараат од производителот, дај бе ваков бандаш и за мене. Види, целата приказка е што Дорна сама направи каша попара со целата приказка. На крај на трка објави дека е под истрага, овој нити се радуваше на подиум, нити бутур, нити ништо, мислам што е тажно. Сега си освоил, си се качил на подиум у своја дебитантска сезона, си извозел време кое што овие, нели, монструмиве го извозеле се борат за титула и ти сега викаш, чекај да видам што како зашто. А што е најтрагично, го зборувавме и тоа, ајде ќе го повториме повторно. Значи возачите не можат нешто многу да калкулираат на темата, затоа што ти тргнуваш од позади, правиш една математика, не знаеш дали ќе излезеш напред, дали ќе има некој пред тебе, дали ти ќе бидеш нели втор, трет, дали ќе бидеш прв, дали ќе возиш 7 круга без никој пред тебе или ќе возиш 2 круга без никој пред тебе и така натаму. И во таква една ситуација, значи ти не можеш да предвидиш како ќе реагира твојата гума. Колку ќе отиде или нема да отиде. И од тој аспект, мислам, целата приказка со регулација на притисокот од гуми е компензација за лошата гума и за нели нееднаквоста, непредвидливоста на гумата, да наречеме така. И сега навлегуваат дури возачите во некоја микроанализа на тоа во тој круг, на таа кривина можеш толку и толку да направиш тоа и тоа. И се он треба да внимава дали, не знам, кој беше као типа вика, извозевме супер со таа гума 12 круга, ама ние немав податок за 14-тиот круг. Ме свегаш. И не знаевме што да правиме во 14-тиот. Абе дај, комплексно. За тоа ги правевме тие паралели со F1, нели? Значи зборуваме за премногу за технологија. Океј, сите сакаме технологија, иначе со коњи ќе се тркаме место со мотори, ама мора да има некаква си граница. Се забегува и глупо е на такво ниво на надпреварување да зборуваме ние за бандашот и за гумата и за не знам што. За тој аспект се занемарува херојството на тие таму 22 кои што ја ставаат главата од торба секој викенд и кои што имаат джетлек и кои што не знаат кај се наоѓаат таму од Италија у Индонезија, од Индонезија у Јапан и така натаму, после у Малезија. Значи ужасно тешко не само за тие што возат, него за цел тим кој што пакува, веќе е спакуван, така денес сме понеделник, они се више на пат за Јапан или се спремаат или значи они се ностоп по некое движење. И сега треба малце на тоа ниво на надпреварување малце да ги олабават. И затоа Педро Акоста ждригаше онака као мало кога ќе се соберат деца и кога ќе ждригаат кога кола ќе купат и ау. Затоа што беше дегутантно, беше атмосферата беше таква. Смешна беше атмосферата, знаеш. Научно докажано дека од Red Bull не можеш да ждригаш толку многу. Па кога кола пиеше, знаеш дека од пластична флаша. Да, пола литар. Не го видов. Да, без етикета, ама знаеш она.
се гледа. Така да и отварањето на шампања што него не отвори на крај. Мислам, присуствуваме на раѓање на гени, мене ми е буквално тоа Педро Акоста, значи да возиш ти секунда 1,4 секунди позади Хорхе Мартинко што го растори рекордот на патеката, пола секунда побрзо се квалификуваше од сите други и прашање е ако го немаше стравот од лани, од падот и од саботната трка, што ќе направеше плюс? И ако некој му се приближеше доволно близко. Прашање е колку брзо ќе возеше. Значи ја мислам дека возеше у Грч и тоа го кажа после дека пазел на секоја кривина да не падне и така натаму. Во Грч возел и дека можеше да направи не 15,5 секунди, мислам дека беше побрза оваа трка во однос на лани или 14,5, него 20-25 секунди можете да направиш. А лани мислам дека беше доста променлив во времето, не сум 100% сигурен. Мислам не беше вака. Суво беше за суво, ама беше поише, имаше песок, да, ама сведоци сме дека оваа сезона се рушат рекорди заради таа задна гума што ја зборуваме цело време, што има многу подобар грип и не знам, секунда по круг на некои патеки се прават рекорди нови, што е огромна разлика. Пута 20 круга, ете ти ги. Нема дискусија дека пак ќе повториме, меѓутоа тоа е муабетот. Првенството и одлуката за шампионот сега веќе падна на борба за двајца. Енеа си ја прокоцка малте на својата шанса и мислам дека веќе нема што да бара во таа некоја борба за титул, иако во еден момент како што возеше и како што изгледаше дека има сигурност во своето возење, ја дури на шега реков као стилу вие двајца степата, ја Тивко ќе ви кажам што е, вие шампиони, јас сега ќе ви ја земам титулата, значи као одинат, нека нешто сакам да ја земам, па што така едноставно ќе ви ја земам. Ама не ми се теоријата не ми се покажа како точна, иако многу повеќе беше онака за фраканција, но јасно ни е сега, нема веќе тројца, нема четворица кои што се борат за титула. Маркес и тој си ја прокоцка својата шанса. Да, и тој падна, односно не падна, туку му рикна моторот. Му рикна моторот, да, се запали. Тоа е тоа, они беа, како се вика тоа, не фаворите во сенка, него не знам некакви си Dark Horse во целава приказна, а Енеа, као Енеа, нели, како онај тешкаш кој што кој ќе се забрза на крајот, после више никој не го сопира, почна пак да ниже најбрзи кругови, ама тоа е маната на овој GP24 што никад не знаеш кога ќе те гризне за задникот. Се осеќаш толку моќен, мислам, такви падови гледавме многу повеќе и од Мартин и од Пеко, нели? Енеа ова му е еден пат, не знам кој знаат која нема паднато вака, сам да падне, лани памтам по Муџело дека еднаш падна, ама не сеќам оваа година дали паднал уопште сам. И неизнудена грешка, а Маркес едноставно немаше среќа, изгоре моторот, толку беше тоа. Да, Маркес немаше среќа и тоа е тоа, меѓутоа пак ќе дискутираме дека се уште е борба на помалку грешки, затоа што Мартин рече не знам, сгрешив да паднам. Пеко му кажа после тоа као не знаеш, возеше вака, возеше. Добро, тоа се пецкање малце, да, пецкање, да. Малце го играше тука, да. Мада и он најдобро знае, нели, на исти мотор возат, го гледаат позади него вози, а возат уште од мото тројки заедно, знаат како дишат еден за друг, знаат све буквално. И може и да се пецкат. Што знам, не знам што да кажам. Никад нема да признае најверојатно Мартин зашто паднал, али тоа е тоа. Мило за драго си враќаат еден на друг со глупости прајање цело време, значи тоа е. На крај викендот се заврши со 3 бода помала разлика вкупно, ако не се лажам, или така заврши. Да, од 26 на 23. Од 26 на 23, што во основа не е страшно, пошто ете еден пат може да направи толку разлика без никаков проблем. Да. Падот го кошташе прилично повеќе, односно 3 бода повеќе Мартин, пошто беше во спринтот, меѓутоа мислам дека јасно беше ако не паднеше дека без никаков проблем ќе го добие спринтот. Мислам тука најбрз беше цел викенд. Одговорено прашање. Да. Нема сомнеш, најбрз цел викенд. После стартот немаше кој да му пречи, значи пак брз беше во таа кривина влезе, тоест падна како прв.
реално и тој пат беше фасцинантен како не го пушти моторот, рачките не ги пушти. Уште не беше качен скоро на моторот, тргна, значи држеше кумпло го држеше, у прва брзина се влегува во таа брзина и немаше потреба да шалта, значи од десна страна се качи на моторот, не допре со ногата до ногарката, веќе тргна. И мислам дека како беше 7,5 секунди позади првиот беше кога се приклучи пак rejoin кога направи. Значи збориме за рефлексивна мачка, ако не при падот, барем при станувањето. И извозе до крај, можеше да се откаже, можеше да се паркира, ама пак си собираше податоци за наредниот ден и наредниот ден си го извозе како што треба. Тоа сме го гледали и од двајцата да се случува, да е еденот во сабота лош, ама у недела да врати за тоа што бил во сабота лош и така натаму. Не можеше никој да му се приближи. До некаде и така може би и поинтересно и подобро, затоа што не знаеш, пошто ако некој, знаеш, еден исти возач доминира и ги добие двете трки, како што Топрак нели сака сега следната трка Силверстрон или која треба да ја возат да ги рече, ќе ги добијам сите три, идам на хет-трик таму, ме сакаш лабаво. Добро, малци страф малци им набива у коски, гледаш дека Булега беше клапнат скроз затоа што прво беше победен од Топрак, а после и од тимскиот колега кој што као Демек сакаше некако да ја постави целата работа да го поддржува. Како ќе те поддржува? Кој ќе те поддржува? Треба да победиш. Треба да бидеш пред противникот, иначе нема тука победа. Или беше едноставно разучарен заради сопствениот настап. Можда не беше поврзано со Баутиста, ама нели се збореше за некакви си тимски наредби и така натаму. Баутиста рече дека е рано уште да се збори за тоа. Па и како ќе направиш на мотори тимски наредби, малце тоа зезната со радиоконтрола како има. Да. Има уште 2 викенди Супербайк ми се чини, ако не се лажам. Да, и јас мислам така. Мислам дека се 2. Но има уште нешто за MotoGP што, нели, редот си е ред, мора да ги спомнеме, мора да ги пофалиме. Прво и основно, имаш 2 Хонди во бодови. Сега, факт е дека 12 мотори да вршија, ама 2 Хонди во бодови. Кој заврши добија бод. Кој завршиме сега. На Кагами и многу побитно Зарко, кој што имаше добра трка, значи да, окей, имаше среќа со падовите за да биде повисоко на позициите, меѓутоа влезе во Q2, што втор пат ми се чини дека му се случува или прв пат оваа сезона, ако не се лажам. Втор пат, изгледа. Втор пат во Q2, а прв пат во топ 10. Прв пат во топ 10, да. И мене малку криво ми беше што Квартараро не успеа да изведи максимум од добрата стартна позиција. И во еден момент дури си реков као добро вие се направија мотор што е конкурентен во квалификации, сега па не може трка да возат. Значи претходно обратно имаа проблем. Да. Као лоши во квалификации, па од позади не можеа да стигнат напред, еве ги сега тргаат од малце понапред, ама не може да стартуваат добро, али како и да е, на крај добро се испостави окей позиција, мислам 7 или 8, не знам како беше. Едно место пред Жарко беше сега, не ме држи за збор, валјда 8 беше, 8 и 9 или како заврши. Стартуваше 6, заврши 7, ми се чини, ако не се лажам. Да. Ама меѓу време падна до 13 па се врати назад до 7. Да, имаше он проблем при стартот, падна неколку позиции. Да. Ама тоа ја прави уште поголема го прави уште поголем неговиот успех, пошто Ямаха затоа и најавија промена на конфигурација на моторот. Ямаха има бара флоу во влегување и излегување од кривините и сосема други линии користи за возење, што би се рекло на празна стаза, ако беше тркава извозена од 20 круга, веројатно Квартараро ќе завршеше четврти можда. Четврти или трети или пети. Да. Арно, ама кога си во група со V4, а сите се веќе V4, нема реден
4-цилиндраж, не можеш да ги користиш предностите на таа конфигурација и затоа се откажуваат. Не е само дека е слаб моторот, што е тоа слаб мотор, 2-3 десетинки во квалификации е само послаб, така не е тоа кој знае колкава разлика. Мислам, Ама не е не може тоа да го само, преслика тоа во разбираме трка. се, тоа е еднакво на другите, ме свегаш. Да, ама тоа не може да го преслика во трка, тоа е цел проблем, затоа бараат промена во конфигурација. Имаше една изјава од еден од неговите тимски колеги, мислам дека беше шефот на Ямаха, кажа дека во спринтот, мислам дека беше после спринтот, дека Квартараро возел дефанзивна линија, пошто бил во гужва и пошто бил нападнат цело време под притисок. Не сеќавам се дали беше од Биндер или некој друг во таа ситуација. Вика да можеше да ја вози својата да можеше да ја вози својата линија, ќе имаше подобри перформанси. Меѓутоа он беше принуден да вози дефанзивна линија. И се тоа е целата приказка она што го зборуваш ти. Значи, ако има својата линија, ако има услови да ја вози својата линија, тоа може да биде добар. Ако поради XY причини е приморан, односно наведен да вози друга линија, тогаш веќе моторот не е конкурентен, односно го губите момент. Меѓутоа, ете, се врати назад, помина мотори, без разлика што ете, можеби не е вау позиција или не знам што, самиот факт што влезе во борба и што успеа во дуел да поминува луѓе е супер показател за напредокот на Ямаха, затоа што тоа беше сериозен проблем претходно, значи не можеше Квартараро да помине буквално никого заради турбуленции, заради сите тие аеродинамики. Да. Ама така да тоа е добар показател. Да, сепак треба златна биста да му направат на човекот, пошто стварно прави чудо. Они секако дека вложуваат многу во развој на моторот, ама хендикепиране заради материјалот кој го има. Значи, ако збориме пред 5-6 години, тоа беше предност, да имаш таков мотор, нели? Секојаш кажуваа дека user-friendly, дека руки која ќе дојде на Ямаха прави чуда и така натаму. На крај крајава, Френки Морбидели беше вице-шампион баш со таа Ямаха. Квартараро дојде на таа Ямаха, правеше растур со пол позиции во првата година, во втората година со Маркез веќе почнуваа рчките и така натаму. Значи, зборуваме за мотор кој што некогаш бил нешто. Сега меѓу време се смени играта со гуми и со Дукати, најдобро се адаптираш и веќе не е истата игра. Едноставно сменети се правилата под наводници. Знаеш што ми текна? Се затвори листата на возачи и тимови за 2025 година. Сега веќе известно ни е, јасно ни е кој ќе вози, каде ќе вози. Последен ми се чини беше Джек Милер, ако не се лажам, или да потврди дека ете ќе вози Ямаха и тој, да го потврдиме и тој момент, да направиме добар премин. До година Дукати ќе има 3 нови мотори само на патека, значи актуелни модели. И тоа во некоја мера ќе го стави многу поблиску во поглед на број на податоци и количина податоци што ќе ги добива со другите. Верувам дека Ямаха ќе нема да е стар мотор на прамак, пошто нема логика да дае стар мотор, затоа што џабе му прамак тогаш. Се губи поентата, да. Да, значи дека ќе има 4 вкупно мотори во теорија, иако тоа никој не го потврдил, ама се друго би било сулудо. Така. Дека ќе има 4 нови мотори на патека, КТМ има 4 цело време нови мотори на патека, нема стара нова варијанта. Исто и Априлија, исто и Хонда. Исто и Априлија, да. И сега од тој аспект се наметнува прашањето дали Дукати ќе биде повторно толку во предност, колку што можеби сега е и ние мислиме дека е. Затоа што де факто Дукати сега има 8 мотори, ќе има 6 следната година, меѓутоа што му него користи сега Марк Маркес и потоците од Гресини, кога тоа е друг мотор, значи тоа нема врска. Да, ништо, тоа е можда ќе им користи за 2025-та, у тоа што го гледаат, за новиот мотор, ама за сега... За развој. Да, за развој. За трка, за предност во трка, веројатно не. Така да, од тој аспект, можеби таа доминација на Дукати што ја гледаме сега е под знак на порамнување, израмнување, да не толку многу имаат предност пред другите, ама види, ако така зборуваш, КТМ и Априлија има по 4 мотори изминативе сезони, неколку поред, колку што има од тој аспект гледано и Дукати, пошто Дукати има 4 нови мотори. КТМ, да, Априлија од лани и тоа... Да, Априлија од лани, да. Да,
еден стара генерација и една нова генерација. Сега ги израмни од Силверстон и двајцата возачи на иста машина. А не е само до следење на правилата. Дукати е трендсетер. Може да ќе испадне дека не им ни требаат 4 мотори, ќе видиме. Джиджи е опасен инженер, интелигентно човече и можда видел дека па и не треба. Зарем мислиш дека не би ставили уште еден четврти? Имаат 3 тима. Не знам. И мене ми е чудна таа. Де факто имаат пари да им поклонат, мислам да им дадат по стара цена, што се вика нов мотор. Па на сметка на успехот што го има фабричкиот тим, па сега и сателитскиот, нели, Прамак во моментов ги бере плодовите од успехот. И мене ми е тотално чудна таа одлука, ама не сум паметен за да просудам дали е паметна или не, ќе видиме. И концесиите на крај крајава се во тој правец на израмнување на силите, па да се надеваме дека ќе малце ќе попуштат Дукати во развојот, за да имаме поизравната борба, не дека ни смета Дукати. Ништо лично против Дукати. Ништо лично против тебе, да. А не, бе, Пети, не сум ја тако, не сум ја дукатиста, мислам, да, возам Дукати во слободно време, ама Да. не сум ја тако фокорен. Секој за својот нека си навива и нема да биде проблем. Добро, возбудливи два викенди, преска еден тригер ме потсети кога кажа за линиите и за поминувањето за возачиве, нели, да ти дише у вратови. Ми беше многу интересен моментот кога кажа Топрак дека не го очекувал Баутиста да влезе 2 кривини или 3 кривини претходно. Он се спремал, он се спремал, вика, јас се спремав за таму да возам, ама вика он ме помина маму кај што не очекува, вика, ама он ме гледаш од позади, гарант сватил дека ја тука нешто не правам. Добро, балкански стил го искоментира како со моја финта ме зезна, вика, види го. Ја у последна кривина обично така правам. Да, баш супер, да. И имаат почитување они двајца ептен се почитуваат и Реа инфали, ама Реа ептен клапна у формата, мада и моторот се гледа Ямаха дека дури сега позади Хонда беше на овие три трки. Добро, едно време беше напред овој првиот возач, како се другиот возач? Локатели, да. Да, ама беше на почеток на сезона, па после падна, да. Викендов на една од трките беше у топ 5, ама брзо да, ама кратко трајно, да. После тоа го јада другиве и останатите, не само он, него и Доминик Агертер, кој што е двократен шампион во суперспорт, не е баш некој што нема успеси позади себе. За Герлов викендов, што имаш да кажеш да не го Герлов е, да, добра фаца. Пази, треба разноликост, ја тоа цело време зборувам во шампионатите. Американците имаат еден опуштен стил на изразување, на живење и така натаму, не се роботи, не се и баш е убаво да го слушнеш после тоа и на прес и така натаму, баш искрено онака коментира, као вау, знаеш, супер е и докажува дека има материјал и во него и успева покрај Топрак да вади нешто од BMW-то, баш добри перформанси. Дури Вандермарк не успеа да му парира сега, мада имаше некои на втората трка до четврта, петта стигна, ама не можеше да издржи и Герлов го претекна фактички. Супер, доста жестоко возеше, доста добро возеше и мислам дека она изјавата негова легендарна I hate qualifying, I hate qualifying. Да, тоа е супер, да. Да, па добро, и он као Бастианини, како поминува трката е све побрз и кога би се квалификувал на повисока позиција, дефинитивно би можел нешто уште посериозно да даде, ама ми е драго што остана уште он као овакво американец у Супербајк, пошто по тоа беше познат на времето и Џон Коцински и така натаму има историја на тој континент и на крај крајава треба да има разноликост. Еве Топрак ни е, фала Богу, тука за разбија монотонија, шпанско-италијански монопол да нема. Добро, мислам дека не намерно го пропуштивме да го одбележиме и успехот на Јаноне, кој што, нели, си има свој бубачки во глава и своји проблеми,
имено се бори за подпис на нов договор во истиот тим или нешто различно. Мислам, нема каде баш многу да оди, меѓутоа се бори за повеќе пари и веројатно оваа победа доаѓа во право време, да покаже дека има капацитет и можности и знаење, па можеби ќе издействуваат некој евро повеќе од спонзорите. Слушав нека коментар на другиве возачи после трката, после победата негова, секоја чест за победата, значи тука нема дискусија. Вика, замислете го него, он доаѓа од MotoGP, каде што има еден куп техничари околу него, каде што има огромен тим, каде што има сериозна поддршка и доаѓа во второ, трето разреден тим во Супербајк, кој што има тројца луѓе, петорица луѓе околу него, као свежи луѓе што прават, вика. Он не е навикнат на такво нешто, неговите очекувања, он е звезда, он сака да биде звезда, нели, од тој аспект и однесувањето му е звезда и цело време е таков некаков, нели, провокативен, скандалозен и слично. Меѓутоа и он и Топрак со крш англиски нешто сакаат да кажат. Топрак крш англиски да ма кажува многу повеќе него Јаноне. Јаноне се обидува да каже нешто, не може да каже ништо на англиски, на крај ништо не кажува буквално. А доста збори. Види, Јаноне имаше многу емотивен подиум. Не знам дали го виде, значи он доаѓа од MotoGP, ама доаѓа преку трње, значи изгази баѓи трње, трње за да дојде до тука. Беше апсолутно 4 години, мислам дека му беше забраната за возење, за настапување професионално. Две па после му ја продолжи, 18 месеци па му продолжија, па се бунел, се буниш, еве ти. Малце драконска можда казна, повише за пример можда беше него било што. Знаеш како, немој да привлекуваш внимание ако не ти е чист газот. Биди си таму мирен и овакво и да правиш нешто, не се многу противи на законот, ќе ти најдат и тоа што си го правил и тоа што не си го правил. Сигурно дека не е заслужена. Мене можда е too much тоа, не знам што да кажам. Ама битно видовме колку му значи. Значи може ќе каже некој, он возел у MotoGP, се што има успеси уште да постигнува. Не е баш така, особено после таков крах што доживеа, пошто он што правеше, играше у она танц за звездите измеѓу, значи пробуваше нешто да заработи со познатото име за да може да функционира, да се одржува и така натаму. Зезнат е тој свет, кога си високо и кога ќе треснеш долу многу боли, да. Види, факт е дека можеби казната беше повеќе во насока на тоа не сакаме веќе никош да возиш. Порака во смисол као твојата кариера е готова и од тој аспект да се вратиш и да победиш у прва сезона во толку сериозна јака конкуренција, далеко од тоа дека е за подценување. Он сака да отиде да се врати некако назад во MotoGP, можеби 2 или нешто слично, меѓутоа не верувам дека Дорна не може Дорна да го дозволи, да не го дозволи тоа, меѓутоа нема го поддржи, ми се чини тоа. Мислам дека е окей да остане во Супербајк, со тоа што проблемот во Супербајк е што нема толку многу место за толку многу возачи што се високо рангирани, условно речено. Не дека се другите полоши или подобри возачи, меѓутоа знаеш како, шареноликоста на првенството ги прави Супербајк интересен затоа што и може да привлече различни спонзори. Пошто имаш британци, имаш холандјани, имаш не знам таму што има, нели, зборуваме за Турчин сега, значи имаш шареноликост која што искача надвор од Шпанија и Италија. Ти да си некаков си бренд во Италија или во Шпанија, ако треба да мотори да спонзорираш, кај ќе одиш да ги даеш парите? Значи нормално ќе сакаш да одиш таму кај што се, нели, главните играчи, условно речено главните звезди. И сега може ќе грешам душа, немам поима нити колкави им се буџетите, нити колкави пари од спонзори зимаат, нити колку ги плаќаат возачите, апсолутно немам поима. Меѓутоа неколку пати ми се чини дека пребарував по интернет некои од брендовиве кои што ги имаат како главни спонзори или како спонзори тимовите во Супербајк. Јас се изненадив колку се тоа релативно непознати и мали брендови. Знаеш, пошто очекуваш ти главен спонзор на Дукати, Аруба и т, например, што е носител, да биде некоја голема компанија, сериозна, нешто. Отварам, гледам,
веројатно грешам, може не сум потрошил доволно време, ама не се не сеќавам ни што бизнис има они, ама не беше нешто тоа вау, во смисол, леле, чекај, ова се некој брендиште, ме сваќаш. Па тоа е генерално тоа не е на нас нешто познато сега, не е да се фолираме да сме прочитале на Google пред емисија па и да кажеме што е фирмата и така натаму, ама Lenovo сите знаеме кој е, така. И ете ти одма директна паралела на ова што го кажуваш. И така е, се слага. Имаше во она 2019 сезона кога возеше прв пат Баутиста за Дукати, таман преде од MotoGP во Супербајк, мислам дека првите 12 трки ги победи. И бил на договор на награда за подиум за трето место, второ и прво место. И ги истресал така добро Дукати, да најверојатно сакале во тек на сезона да ги сменат правилата на игра. И тука настана целиот лом, крах на губење на Баутиста на титулата во 2019 после 12 последователни победи. Значи, знаеш кога се надеваш, дека Дукати, знам за MotoGP го чув тој муабет некаде скоро, дека Дукати има многу ниски основни договори, меѓутоа многу плаќа на премија за освоена точно, освоен подиум. И ако тоа е важи за Супербајк, што верувам дека знам дека е така, гарантирам, пошто следев тогаш, да. Баш ја следев целата приказна и мислам дека така им се скрши тиквата тогаш и потпиша за Honda, наредни 2 години возеше за Honda, ништо посебно не направи. Пари ми зема, дај доста, бе, свекеш го нема. Да. А Honda го начека, нели, талентирани овакво толку победи однесе и они си доплатија за рестото, сигурно не го оставија без пари. И после тоа вида дека Рединг не е кадар за да им освои титула, па повторно се споја пред 2 години и освои одма 2 титули. Парите и играта е стапот има 2 краја и овие го добиле другиот крај Дукати у тој случај сигурно излекле нека поука од тоа, мада пази, ти поинтата ти е да победуваш кога влегуваш у надпревари, не знам што толку треба да ти смета тоа што победува некој ги зема парите се. Јеби га, ако си ги прорачунал буџет за тоа, за премија, тоа е тоа, готово, нема љутиш. Некој колку може да е тешко, бе. Да. Добро. Друго да не забораваме. Ајде. Кажи што треба да не забораваме. Чека, ти планираш да ги гледаш трките? Двојки, не видов резултати. Која гледаш, тогаш ништо да не чепкаме, да. Вреди некоја да гледам. Па гледа ги и двете. Ја наубрзано искрено, пошто се вратив касно синоќа од пат и овакво ги изгледав на рипање на неколку секунди за да не останам до сабајле да гледам. И окей, Мото тројки ми беше поинтересна, може тебе ќе ти биде поинтересна, Мото двојки, не знам, ќе видиме. Добро, окей, сега ме намами да морам да ги изгледам. Без да ти откривам премногу. Да, не видов резултати, не гледав ништо што се случи, знам дека само имало некој судар таму, некое кошкање, нешто околу казните, кога дискутирале, спомнуваа нешто Мото2 возачи, мислам за Мото2. Имаше Мото тројки имаше на квалификации Иван Ортола, споро возеше на тркачка линија и го казнија со 2 казни и гледа трката. Okay, а за Супербајк двајца браќа се раскостија, Сем и Алекс Лоус, значи се раскостија. Значи, не знам, некој фамилиарна клетва им има фрлено, ми се чини. Па не знам, ја знам дека паѓа многу Сем Лоус паѓа, ама сега имаше проблем, мислам дека некој го закачи од позади или он нешто направи.
и му се заглави некој дел од моторот на гумата задна и укривина му дое баш као рачна да му кренал некој на кола. Обично хајсайд Добро, и имаше брат му тако флошна рамо излета слета. со хајсайд, мада не беше толку страшен. Мене на прва Ма ми како изгледаше не беше, да- ја мислам да- дека лигаменти му откорна од рацете, пошто тоа беше фрлање брутално и Да, на Алекс. фрлање сериозно беше, ама ја мислам дека дури он преку моторот прелетел, ствари од Преку страна мо- беше, ама како и Да, да. да. И он беше Да. раскостен здраво, али е тоа е лоус, браќа, нема отказ. Мене електрицитетот ме кине се поише и поише, камера трепка ли трепка, не прекина. Да, бе, се ти си лудиско и сега ме лажеш дека дека си доволно. Не бе, со стробоскоп некој таму негде статички се клуп журкаш. електрицитет на статиот, а ме зафркава. Добро, како и да е, јас имав возбудлив викенд, исто така синоќ ги гледав трките вчерашните, затоа што морав на лице место да идам да гледам ДТМ, нели како што си најавив. Го А што поминав се и мора, тоа не е искуство тешко. во животот. Да, го поминав и тоа искуство во животот, морам да кажам прилично позитивно и многу добро. Ама за тоа во некоја друга прилика надвор од камерите. Супер. Ние се гледаме со снимање за 7 MotoGP дена Јапан. точно. Да. MotoGP Јапан може ќе биде таму дожд и свашта Дожд. секогаш. Да. Да, обично Да, таму најавија дека луди ќе биде пак условите. променливо времето, да. Да. Најави дека ќе биде променливо времето. Најави Многу дека веројатно репризи ќе гледаме. Не знам колку време се се скрос ноќе. Овие беа ај Па да, сабајле некако. и они се рано сабајле, така да. Добро. А ако се Може има би не несоница да ќе се гледа, ако не реприза и така. Така е. Да. И со фамозното трепкање на мојата камера, ја користиме оваа прилика да Да правам и ја Да. така намерно како да кобајаги намерно да го правам. нека направам ја After Effects после ефектот. не можеш ова моето е некој глуп У електрицитет постпродукција е правено. зима како се вика стативот и не може. Минатиот пат немаше такво нешто, пред минатиот пат ставав гумена подлога за да можам да го решам, не знам што е моето, негде некаде собира струја и губи контакт. Како и да е, поздрав до следниот викенд. Поздрав, Даре. Се Тоа е слушаме, тоа. се гледаме и нека не следат на другите платформи кај што нема трепкање, односно аудио, нека не слушаат само. Ко нормален свет ме свекаш. Ко нормален. И онака не сме нешто преубави. Да. Ајде, чао. Поздрав.